Дуи си најде оправдување зошто го блокира Safe City, немало да бидат гласачка машинерија на власта, па поради тоа не ги поддржувале измените на еден од клучните закони за од 1 февруари да се започне со казнување на прекршоци регистрирани преку системот Безбеден град. Генералниот секретар на партијата Арбер Адеми за Алфа вели дека немало да го поддржат законот за прекршоци, бидејќи не биле консултирани при неговата подготовка, не споменувајќи проблеми во неговиот текст. Ова и помалку чудно бидејќи сите предлог измени се јавни, ги имаат сите 120 пратеници, како и сите граѓани. Дополнува дека не блокирале, бидејќи веќе немало можност за филибастеринг на собраниските седници, туку само не давале поддршка. Во тој процес потребен е инклузивен процес. При креирање на таквите прописи потребен е консензус. И ако има интенција да има консензус, тогаш проблеми нема да има. Но ако некому му е интенција нас да не стави пред свршен чин, тогаш тоа е неприфатливо. Ако господинот Гаши мисли дека ќе бидеме гласачка машинерија на власта, многу греши. Инаку пред Дуи да реши да го блокира законот во собранието, проблеми во Safe City најде лидерот на СДСМ Венко Филипче. Бил механизам на власта за масовно следење на граѓаните, па морало да има техничка влада и во предизборие технички министр за внатрешни работи од опозицијата со цел контрола на овој систем. Легализација на масовен надзор без соодветни примерки преку системот Safe City со 65.000 камери овозможува дигитален надзор на движењето на граѓаните. И кога за граѓаните се воведува дигитален надзор, контролата на овие системи станува прашање за опстанок на демократијата. Технички министер за внатрешни работи од опозицијата е гаранција дека овој систем нема да се злоупотреби. Иако според најавите од Министерството за внатрешни работи, казнувањето преку Safe City требаше да започне од 1 февруари, сепак сега тоа станува неизвестно поради блокадите кои доаѓаат од Мала Речица.